9 лица се осомничени во двете нови истражни постапки отворени од специјалното јавно обвинителство. 7 лица се осомничени во предметот под име Тарифа, а 2 лица во предметот наречен Тенк. Тарифа опфаќа 7 службени и одговорни лица кои при спроведување на јавна набавка за софтвер, систем за потребите на акционерско друштво Елем, ја злоупотребиле службената положба и овластување. Системот бил платен, но не бил имплементиран. Воедно, постои основано сомнение дека дел од осомничените лица неосновано одобриле исплати на парични средства на име лиценци за одржување на софтверот, спротивно на посебните услови од договорот на јавна набавка, каде што е предвидено дека плаќањето на име лиценци за одржување на софтверот ќе се изврши во гарантен и постгарантен период, а кој никогаш не започнал да тече бидејќи системот не бил имплементиран, со што причиниле штета во износ од 456.560 евра. Како што наведуваат од специјалното јавно обвинителство, доказниот материјал упатува на тоа дека набавениот систем во значителен дел не бил имплементиран, иако за него биле исплатени 3.700.000 евра. Имплементацијата требала да заврши до 11 февруари во 2013 година. За новата истражна постапка на СЈО побаравме од 24 вести одговори и од Елем, но до подготовката на прилогот кој што го прави колешката Марија Севриева досега, не добивме повратна информација. Тогашниот директор на Елем, Владко Чинговски, во телефонски разговор за 24 вести вели дека се сеќава дека бил набавен таков систем и дека во негово време работите се одвивале според предвидената динамика. Повеќе не сакаше да коментира. Чинговски беше на чело на Елем до октомври 2012 година. Овој случај следува откако СЈО влезе во државната Елем, каде што чешлаше документација. Чинговски тогаш негираше незаконско работење. Тоа е она што се однесува до предметот Тарифа, а додека пак предметот Тенк убаво го опишува колегата Гаврил Сирачевски во прилогот кој следува. Овие слики превземени од официјалната страна на фирмата производител се однесуваат токму на марката Mercedes-Benz S600 Guard B6 B7, автомобил кој чини околу 600.000 евра, а токму таков заврши на скопските улици и беше набавен во времето кога премиер беше Никола Груевски, обвинуваше опозицијата во така наречените бомби. Тука и целиот список на сишто може да се инсталира во автомобилот по нарачка. Познавачите објаснуваат дека ова високо луксузна класа на автомобили доаѓа на пазарот само преку нарачка. Станува збор за автомобили за кои понекогаш дури се потребни 1 до 2 години за нивна изработка. Се прават во посебни специјализирани центри, а продавачот се обврзува дека нема да дава информации за купецот. Беше оценката на експертите кои ги контактиравме. 24 вести побара од МВР дозвола да се сними возилото, но одговор не добивме. Остана само описот кој јавноста можеше да го чуе во бомбите на опозицијата. Иначе, Сашо, не знам, ја неам такво нешто видено. Ја го видов тој ден кога го донесоа, пошто мојот возач отиде да го земе од Мерцедес, знаеш, пошто пак тоа кој авион да возише. Фантазија, немаш видено такво нешто. Го стаи, ја знаеш, у влада, у таа гаража и се. Во кауни се, ние нема да објавуваме дека го презимаме возилото. Ќе глумиме дека е на МВР и вие ќе си го користите за кога ќе ви доаѓа некој познато она, ќе го користите, а ние ќе го користиме само кога ќе одам на пат или кога имам дестинации кај што не ме чекаат новинари. Истражувањата укажуваат на тоа дека во вакво возило се возат помалку од 10 државници во Европа, а оваа класа е дел од возниот парк и на германската канцеларка Меркел. Дури автомобилот на папата, кој е модернизирана верзија на Mercedes M класа, чини поевтино, односно нешто помалку од 500.000 евра. Тоа беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски. Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате да разговараме за двата нови предмета на специјалното јавно обвинителство под имињата Тарифа и Тенк. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега, што им прави оваа катица на вие? Само па еднострано работи. Срамотила цијава више. Не знам што ќе се прави вака. До кога ќе ги отвора глупостите на овие што правеле? Имале ли овие усуле да им се сневиде луѓето? Што да правиме? Зашто ме не отворат, не кажат тој белиот дворец колку кошти да завршиме више со сите глупости? Ова не е нормална работа. Стварно не е нормална работа. Да платиш 3,5 милиона
евра за систем кој не си го оставил во функција. Мислам дека не поголема глупост нема. Он е уништил опрема 10 милиона евра, ај, исто тоа, не, лепени сечени монтирани. Ова сега што е? За ова немаше никој поднесено пријава, ова е ископана пријава од муабетите. Сега што правиме? Кај се парите сега? Како ме вака се расфалало вие со пари, кој како сигнал така плаќал? Затоа ли беше таа смена на директори во Елем? Да се прикрие трагот? И сега што ќе прават овие, како ќе бранат? Па Катица е пристрасна, ама документиве не се пристрасни. Што ќе прават сега овие? Сега овие пако ќе кажат кој им наредил така да прават. Таа до кај ќе оди вакова држава, бе? Пали е на насочнова, пали е пристрасно све комплетно што се работило. Па имали поголеми глупости што не правиле. Што уште нема да видиме додека? Ово е сварно театар било да му се не види. Ја не знам со кој образ ќе се јават некои луѓе да ја бранат сега, да ги бранат дека ете пак ова не е верно. Ајде, ова што правиме? Ова го немаше во снимките. До душа за Мерцедесот имаше, ама за ова со Елем немаше. Што сега? Што ќе кажат сега на ова за тие 3,5 милиона? Плаќал за нешто? Аврио што ќе се случи после 10 години. Мајко мила. Не знам да ти кажам право, ова секој ден се некои нови поголеми театри се случуваат во држава. Бичам, стварно би требало Катица да продолжи да работи. Ова стварно покажа дека има многу да се копа. И дори тогаш ќе видиме кај сме ние стварно. Затоа они секој ден тука ангажирале 5 телевизии да ги бранат и урлаат на цела уста, вакова, таква, овона. Знаат они што глупости ќе искочат. Толку има да кажам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и посакувам убав ден. Бојан на фан страницата на Очи во очи има мој термин, вели: срамота е да објавувате дека наводно Груевски имал Мерцедес од 600.000 евра и бил криминалец. Сигурно неговите малолетни деца слушаат, не е убаво поради нив. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете Лоза. Тетка Лоза, да, благодарам. Повелете, ве слушам. Добро е, како сте вие? Мене згрозена сум од овие работи што ги гледам, да ти кажам право. Ние од опозиција не може да се возиме, само ако го продадеме тој Мерцедес и парите да ги земеме. Инаку нема возење, затоа што не сме странци, таа кола е купена странци кога ќе дојдат во Македонија. Еве и су брата Рој беше во Окри доле, не знам зашто не го возе човекот. Ама на крај се види и тој што од која сорта, и тој им е колега Апаш. Едно да ви кажам, срамота е ова што го гледаме, значи навистина претера. Јас сум ниче Катица Јанева, него пак се радувам што Иво Вајгел им порача да не го чепка никој СЈО. Тоа не може да го избришат, затоа што уште ќе пливаат прљавите работи на ДПМНЕ. Ќе видиме ова недела, треба влада да се состави. Се знае. И тие молчат, и Дуи молчи. Ама по се изгледа, влада не може да направат. Затоа што меѓународната заедница не дава Груевски да биде премиер. Не дава. И тоа што му треба повеќе. Значи, како да кажам, сите работи што вика лепени, па прелепени, монтирани и сето тоа. На крај излезе вистинито. Фала многу, ве поздравувам. И јас вас ви поздравувам. посакувам. Пријатно до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да ви посакам убав работен ден. Благодарам. И најдобро. И вам исто. Темата е навистина многу актуелна после денешнава информација за двете нови истраги кои што ги отвори специјалното јавно обвинителство. И мислам дека овде нема што да не чуди. И овие истраги се исто така како и претходните, поврзани со огромните криминални дејанија на власт. Тоа е видливо. Мислам дека секој нормален човек го прифаќа нормално со обзир на тоа што се можевме досега да слушнеме, да видиме
и да се соочиме со работата на власта. Но се чудам како уште се јавуваат по некои гледачи и ги бранаат ставовите на власта. Тоа не можам да го разберам. Дали тие луѓе не сакат да си го употребат собствениот мозок за размислување, туку ги прифаќаат информациите на одредени медиуми, на одредени политичари, онакви какви што им се пласираат. Се плашат да не си го истрошат мозокот и го оставаат да фаќа пајажина. Па оваа луѓе навистина не знам како да го наречем. Од една страна апелираат до граѓаните да уплатуваат средства на одредени објавени сметки на граѓани кои што бараат средства за лекување. Имавме можност да видиме како трагично загина девојчето Тамара. Затоа што не можеа, власта не можеше да ја овозможи лекување во странство, што е навистина под секоја критика. Срамота кога е во прашање дете. Не само дете, и возрастни луѓе. Не сме во состојба да обезбедиме лекување. Не сме во состојба да ги обезбедиме основните лекови за болестите кои што луѓето мораат континуирано да ги примаат лековите, а овдека зборуваме за возило од 600.000 евра. Па кој е тој парадокс, јас се прашувам. И уште луѓето се надеваат дека таа влада ќе им го подобри животот. Јас не знам. Целата вина лежи во одреден дел од нашиве граѓани. Не се тие криви. Тие можеат да ни ги мачкаат очите со се и се што. Со панорамски тркала, со врби, со вакви, такви, онакви, со тарифи, со софтвери. Но ние сме тие кои што треба да размислиме дали треба да им дозволиме тоа да го прават. Тие се поигруваат со нашите животи, ги крадат нашите пари и од нас, искрено да ви кажам, прават кукли, марионети. Срамота на вистина. Нека размислат. Сите оние гледачи од типот на господинот Тале, нека размислат што бранат и дали има основ за бранење. Ова е се вистина што го слушнавме во објавените материјали на господинот Заев. И кога ќе го наречат аболицираниот криминалец, верувајте дека се ежам, бидејќи тие се повеќе кратно аболицирани криминалци, а се обидуваат и ја користат таа терминологија да ги заведуваат граѓаните. Бидете поздравени, имајте убав ден и водете ја емисијата така како што досега работите. Не дозволувајте да ве плукаат и да ве нарекуваат со секакви погрдни изрази, затоа што верувајте, тоа и нас не боли. Имајте убав ден. Ви благодарам многу за јавувањето и ви посакувам убав ден и да, ќе ги послушам вашите совети. Желбата на тогашниот премиер, продолжува колешка да се вриева во својот прилог за дневникот во 17 часот, за набавка на специјален тип возило, ги довело двајцата осомничени во предметот тенк да ја злоупотреба службената положба, бидејќи при вршење на јавни набавки незаконски фаворизирале определен економски оператор. Во соопштението на СЈО се вели: постои основано сомнение дека во услови на намалена економска и куповна моќ на Министерството било постапено испротивно на членот 36 од Законот за јавните набавки и во тендерската документација. Имало повеќе технички спецификации кои упатуваат на конкретно производство и трговски марки со цел фаворизирање на определен економски оператор, без да биде наведено дека можат да се дадат и понуди со други спецификации кои се еквивалентни на наведените во тендерска документација.
Станува збор за договор вреден околу 572.000 евра, со кој, како што се слушна и во така наречената бомба на опозицијата, бил купен Мерцедесот за поранешниот премиер Никола Груевски. Во телефонска изјава за 24 вести, директорот на Центарот за комуникации Иво Котевски вели дека во случајот на СЈО нема материјална штета од спроведената набавка, не било преплатено ништо, а производот бил испорачан. Според Котевски, целиот предмет е политичка нарачка и монтажа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Не сум се јавила долго време, ама сега ова ме изиритира и принудена сум. Повелете, ве слушам. Кога се работи за Мерцедесот, сите сме запознати, и некој од гледачите рече дека срамота игриота децата да не слушаат на бившиот Познавајќи ги претходните коментари на гледачот, мислам дека за сарказам станува збор. Него за Цинговски. За Цинговски ова стои повеќе од 10 години. И наместо да одговара Цинговски за награда, доби амбасадор во Токио. Ако още си запознат. Ја дојдов во конфликт со еден многу близок крвно сродство, кој се го бранеше, така не е така. А Панде Лазаров ше изгради Козјак. Зашто јадниот лези во Идризово? Направење, ослабење може за 3/4 него како што бил. А ова све треба да се уапси, да одговара, а борчовите, бившата влада, бившите функционери, кои што ги направија на државава, цела Македонија да се продаде, не ќе може да се платат. Так. Не ќе може да се платат. Воедно ќе спомнам и бившата министерка за култура. На ТВ Нова вчера стварно да му се смучи човек кога ја слуша, кога вреѓа, кога со најтешки зборови ги напаѓа сите, само она испадна честна. Овде треба јака рака, цврста рака за свој живот да се одговара. А и за Мерцедесот, па нека се возат, со здравје не нека се возат. Тогаш се ќе се врати. Добро. А Цинговски отиде амбасадор во Токио. Е така, за награда. Пријатно, Огнен. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Тодор на фан страницата на очи во очи вели Сорос е виновен за Мерцедесот и за софтверот, со тоа што Сорос е напишано сите со големи букви. Весна пак вели: добар ден, се чудам на луѓето кога велат за Тале што бранел, а бре луѓе тој не брани никој него од својата неспособна душа да обстани без тоа што го кажува секој ден против опозицијата, зашто е награден со вработување на старост да му ја носи торбата на инкасаторите во Комуналец. Да, Бојан, кој што ни испрати околу децата на премиерот и Мерцедесот, рече точно е дека беше сарказам. Поздрав до 24 вести, благодарам, поздрав и до вас, Бојан. Додека пак Сашо вика следната влада подитно да го врати Мерцедесот и парите да се вратат во буџетот, а Никола фрустрациите ќе си ги лечи во Идризово. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Андреја Јакимовска од Тетово. Поздрав до вас, Андреја. Единствена која е храбра и не се плаши од никого. И сите тие ме знаат што ќе кажам сега нешто. Секи ме оставиш да зборам, бидејќи се најжив. Јас имам поминато една војна. То го знаат сите. Да, знам. Значи, додека ја војував, некој тамо се седеше по кафјани и купуваше Мерцедеси. Ги поздравувам Катица Јанева и незиниот тим. Потхитно сите овие инволвирани во овие два предмета да се стават во шутка. Потхитно, бидејќи имаат доволно докази да бидат притворени и да се лишат од слобода моментално. Бидејќи овој народ гине ради храна, ради лек, не може да живее како треба, а овие договараат чуда, пари, плячки. Ма немам коментар, толку си ми зреволтирана. Не знам што како да кажам. Значи, овие да се стават у апс, да одат до животен затвор, како во Турција што ги апсат сега, овие што као правеле некој пуч. Ке ве молам, ова нека го сватат сите сериозно, бидејќи работава тука не оди добро. Како може некој нас да не плячкал, да не крадел, да не правил чуда, и истиот тој
Сега треба да прави некаква си влада, бе. Па ги спомнаа неговите деца, слушале. Па ние имаме деца, бе. Зар ние немаме деца? Ние не сме стерилни, ние имаме деца. Ни дал Господ, хвала Богу. Значи, поздрав до целата македонска јавност. Нека го размислат што значи ова, што значи тоа што овие правеле, и треба да одговараат подхитно да бидат уапсени уште денеска. Катица Јанева, дали слуша, ке молам, сите од специјалното јавно обвинителство да се ангажираат подхитно, а не да ги молат, пасуши, дајте ни, не ни давајте вакво такво. Како може бе некој 5 чебапи украл, одма го тураат у притвор, а овие на слобода. Кој себе тие? Кој е тој Сашо Мјалков, бе? Кој е тој? Нека дојде кај мене пред очи, нека ми се појави ако е толку мудоња. Извинете на израз. Што е тој? Тој е некој терминатор, некој специјален човек. Моча нафта, извинете на израз. Добро. Стварно сум толку револтирана, Огнен. Само да го задржиме нивото на комуникација. Па не нивото, не може да се задржи нивото во оваа држава, Огнен. Сепак кога револтирано човек разговара емотивно, Јас се согласувам, но некој мора да повлече граница и да посочи кое ниво треба да се врати. Сашо Мјалков купил Мерцедес, вика ко авион е, па немојте, молим те. Така, добро. Поздрав до сите. Благодарам. Катица, Јанева и вие сите околу тебе, што се, тие сите. А сите ги денеска подхитно да бидеме среќни ние македонците, окей? Поздрав до сите. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден, имате ли на линија? Добар ден, ве слушам, повелете. Прво да те прашам како си? Па добро е. Може да се каже дека е добро. Јас не сум добро, да ти кажам после ова сето што го видов. Ми се крена притисок од 200. Па дали овај мој македонски народ малку, од малку, има во него чувство на родителство, прво ќе речам, ништо друго. Не ми интересира кој од која партија, меѓутоа само ова ќе прашам. Дали Чилиманов, не знам од Гром, не знам од Гдом, не знам од кој други, ќе ги прашам јавно, Стефче Акимовски, ги повикувам да се јава во твојава емисија. Дали се родители и дали гледа? Нивниот премиер шо трошел, како трошел, кај ги трошел парите на овој народ и на оние деца, и на оние 37 луѓе кои чекат операција во странство. Само тоа ќе ги прашам и дали малку ќе им проработи нешто да го тргна егоизмо, него да се врата на човештвото. Дека на човештвото што го велиме по македонски, дека не треба да излегува по телевизите и да плука по оној народ кој трпел и крпел за да преживее и за некој да вози таков Мерцедес и на таков сарказам да се смее, да се изживува со некого. Па не можам да разберам родителството дали работи во нив, дали има трунка чувство во и дали капка крв и капка пот на стран ќе излези од нивната душа, од нивното срце нешто дали ќе тропни. Па немојте вакви, не можам да сватам, поздравувам Андреја точно дека сме сите револтирани. Мене Сорос не ме плаќа да бидиме начист. Мене нити ќе ме плати некој да го кажам ова сега што го кажам. Мојата душа, моето срце ова сега работи во мене. Нека Бог им суди на сите ова што го прави и на сите ова што вака не дотера до емоции, до тешки зборувања и јавувања кај тебе, Огнен. Стварно не ми се појќе никогаш да се јаву. Меѓуто, 600.000 евра за некој да се луксузира и не знам колку таму пари, а 10.000 евра да се да за некој дете да се лечи, стварно е болно и жалосно. Па 5 минути да се клава во кожата наша, да осета како изгледа и во кожата на некои родители кои чекат и мула по установите таму. Денеска на телевизија гледав младо дете како се бори за таткото и за него, па немој да ги прикажува таквите нешта, кога тие таа телевизија ги брани и ги поддржува овие луѓе, овие крвници, ќе ги речам. Буквално крвници, не можам. Так. Душата не ми дава да ги речам поинаку. Овие се крвопийци. Благодарам и пријатно. Поздрави до вас и благодарам за јавувањето. Тодор дополнува на фан страницата на Очи во очи, вели јасно е кај кого се парите од софтверот, кога има умешано фирма од Чешка Прага. Сонја вели, ајде луѓе, ова веќе не дава никаква надеж, СЈО обавезно да продолжи од и народот ке му наплати. Чаушеску изгледа не е далеко, немаме трпение веќе.
Јоко пак вели, огнен кога за снегот ке има тема, поздрав од Сибирска Битола. Тоа да ви кажам искрено, неколку теми имавме, кога ќе падне следниот снег, ќе разговараме, да ве поздравиме од Сибирско Скопје, каде што човек едноставно си оди по улица и паѓа поради тоа што насекаде по тротоарите скоро има мраз. Добро. Понатаму, Илија вели тврдина Тенк Трамп. Каква случајност, СНТ. Има една игра тонч, го чекаш другиот да сгреши. Додека пак Трајче вели 600.000 евра за Мерцедес за да се задоволи егото на дипломецот на вечерното насочено образование во Прилеп, срамота, припадниците на армијата на Република Македонија немаат чизми и униформи. Со тие пари ќе се купеа 6.000 комплети на униформи и чизми, а не да одат во униформи кои се крпени пред распаѓање. Поздрав Огнене и само напред. Поздрав и до сите вие што коментирате. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Имате, добар ден, Огнен. Добар ден, ве слушам, повелете. Па јас би почнал вака, како комуњар. Живеев во една држава во која сите беа среќни. Сите буквално. Насмејани лица, полни кафејани, одмори, станови, куќи, коли, за секого. Немавме вакви сиромаси како што има сега. Многу далеко од тоа. И тоа од држава која велат дека има 2 милиони, а нема ни 1.500.000, толку многу сиромаштија во нашата Југославија немаше. Па жалиме за Југославија, па ке жалиме, како нема да жалиме? Никој не можеше да не се лечи во странство. Школите беа полни. Сега луѓе не прават деца. Едно дете. Како да го исчува? Се слагам со ова што се јави од Тетово. Секој е чест. Сум кажал и пак ќе кажам. И ние тројца мажи од куќа, 2 сина моје и јас бевме во таа војна. А тие правеа што правеа по кафејани и по светот, по бел свет. Па најлесно е да трошиш туѓи пари и туѓа жена. Има таква пословица. Хоштапер до хоштапер, ама ова е само капка која се обелоденува. Нормален човек кој има малку образ, малку достојанство, кога излезе прва бомба, ќе си даде оставка, ќе се тргне и ќе каже сгрешив, морам да одговарам. Нема тука дискусија. Катица Јанева, сега ми се мота мисла во глава, ќе формира со Дуи Груевски нова влада. Зошто? Па бидејќи и тој другиот е сигурно мешал во криминали. 10 години да бидеш со некој, да јадеш и да пиеш заедно, го делиш колачот, тука нема дискусија. Не е само во прашање министри да ги стават, или градоначалници. Парите, бе, брат, да стават во джеп. Али Ахмети амнестиран, и тој и сите од 2001 година се шетаат слободно. Полиција е полна со албанци. Немам ништо против да работат, но луѓе не знаат да зборуваат македонски. Так. Ме зауставува полицаец, не сум прошел на пешачки премин и ми вели, абе море, дај ми, каже, лична карта. Чекај, бе, кажем, господине, како, од мене бараш? Па од тебе, бе, море, ајде нема да ми збориш, дај ми лична карта. И платив 3.000. Вие, од вашата телевизија, по ВМРО-вскиот терк, треба сите да ве затвориме и тебе на чело Огнен. Јас прв ќе одам да ви кажам во Идризово. Да, бидејќи дозволуваш да зборуваме вака. Хоштаплери невидени, пази се Огнен, но не се секире, ние сме поза тебе и поза 24 вести како што бевме и против и за А1 телевизија. Видите нивен продужеток каде што можеме да кажеме она што мислиме. Нека ти е Господ и на тебе на помош. Извини што вака велам, но немој да се плашиш. Сега е многу ладно, но може да се активираат пад демонстрации. Мора да одат во затвори. Нема друг лек.
Так. Нема бога ми. Добро. Се најубаво поздрав до сите нормални луѓе. Поздрав и до вас и посакувам убав ден, да сум се плашел, немало да го работам тоа што го работам и кое што го гледате. Патем, целата моја работа е јавна. Добро, она што е интересно се спомене дека првпат во досегашното постоење специјалното јавно обвинителство, двете нови истраги со име Тарифа и Тенк наместо на пресконференција ги презентираше во јавноста преку соопштение на својата официјална интернет страница jonsk.mk. Последната пресконференција СЈО ја одржа пред повеќе од 2 месеца на 18 ноември минатата година. Причината за ваквата промена во практиката на објавување истраги од СЈО официјално не ја соопштија, но тоа од СЈО го објаснуваат со моменталната презафатеност и со времето кое се губи за подготовки и за одржување пресконференции. Од таму велат дека дента кога се држи пресконференција на неколку часа се блокира целото СЈО од обвинителите до службениците. Од кабинетот на Јанева не појаснуваат дали оваа нова практика на комуникација со јавноста има врска со критиките кон СЈО што ги изнесуваат и домашните аналитичари, но и странците. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, ве слушам, повелете. Се додека не излези правдата на виделина. Од оваа држава не видува ништо, Огнен. Так. На цела Македонија ди е јасно. Ако продолжиме вака, да ги прикриваме делата на било што, мене ми се чини ништо не видува. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас, и го вклучуваме последниот гледач. Добар ден. Добра вечер. Не, господине Тале, се договоривме. Поздрав до гледачот. Се договоривме со вас дека месец дена сте ослободени од јавување во оваа емисија и тоа треба да се почитува, што значи дека една недела ми се чини дека ви помина минатата, имате уште 3 недели да се одморите. Специјалното јавно обвинителство, вклучително со последните 2, досега отвори вкупно 11 истражни постапки и поднесе 2 обвиненија за насилствата пред Општина Центар од јуни 2013 и за уништување на документацијата, поврзана со системите од незаконското прислушување во Управата за безбедност и контраразузнавање, односно УБК. На пресконференцијата одржана на 12 февруари 2016 година беше презентирана првата истражна постапка на СЈО под името Титаник, а по неја следуваа пресконференциите за случаите Тортура, Тврдина, Транспортер, ТНТ, Трезор, Топлик, Тендери и Таргет, презентиран на 18 ноември минатата година кога СЈО ја одржа последната пресконференција. На соопштение до јавноста на нивната интернет страница денеска ги презентираше и двата нови предмета – Тарифа и Тенк. Многу повеќе информации за сето ова случување околу специјалното јавно обвинителство од колегите Младен Четниковски и Марија Севриева во Дневникот во 17 часот. Од мене за сега пријатно, во 18 во мој термин се гледаме заедно со нашиот денешен гостин, адвокатот Жаре Стевановски, или попознат во јавноста како авторот на графитот "Че си лежите". Пријатно.